Добро вечер. Крајот на Централниот дневник ни е резервиран за вестите од културата. Во среда, на 19 ноември, започнува 50-тото издание на Млад отворен театар. Фестивал кој 5 децении представува простор на современиот дух, уметничката слобода и автентичната театарска мисла. МКЦ го најавува новото 50-то издание на Млад отворен театар, МОТ, кој ќе се одржи од 19 до 25 ноември. Со внимателно селектирани представи, концерти и изложба, МОТ оваа година го насочува своето внимание кон македонските автори кои успешно создаваат надвор од границите на државата и во низа половина век постојано отвораат нови сценски хоризонти. Под насловот "Нашите во светот", јубилејното издание ја слави интернационалната видливост на македонската театарска мисла и ја истакнува вредноста на уметниците кои потикнуваат од нашата културна средина, а се етаблирале во европски и регионални театри. Отворањето на фестивалот е со представата Лимени Барабан во режија и адаптација на Васил Христов, која е поставена на сцената на Југословенско драмско позориште во Белград. Затворањето на фестивалот е предвидено да биде со Мајка Храброст и незините деца во режија на Дејан Пројковски, а во изведба на Новосадско позориште. Покрај Пројковски, како дел од авторската екипа се и Олга Панго, кореографија, Валентин Светозарев, сценографија и Сергеј Светозарев, автор на плакатот. Годишната програма на фестивалот е поддржана од Министерството за култура и град Скопје. Традиционални грчки и модерни мелодии вчера вечер беа изведени на сцената на Македонската филхармонија. Младинскиот хор од Солун за прв пат настапи во Македонија. Солунскиот хор, диригиран од Ангелики Крисила, го сочинуваат 39 девојчиња од средни училишта. Концертот во Скопје се одржа на покана на грчката амбасада, а во соработка со Солунскиот државен симфониски оркестар. Традиционални грчки и модерни мелодии изведе младинскиот хор од Солун вчера вечер во Македонската филхармонија. Ова беше нивно прво представување кај нас. Многу сум радосна што вечерва може да сме сите тука на овој посебен настан. Оваа идеја започна минатиот март, кога Државниот оркестар од Тесалоники присуствуваше на концерт тука. И на некој начин овој настан е продолжение на тој настан. А тоа што не радува е тоа што тука се деца од музичкиот хор од Тесалоники. И така започнуваме една поголема соработка со музичките училишта од вашата земја. Во главно соработката е со музичкото училиште од Скопје, но и со музичкото училиште од Кочани, кои што денес имаме чест да ни видат наши гости, наши почесни гости. Има сте полихарумени. Многу сме радосни за денешното наше присуство денес тука во салата на филхармонијата. Станува збор за еден концерт кој што ги надминува границите на музиката и испраќа пораки за соработка, и за пријателство. Тукму и затоа е вклучен и интегриран во програмата на Државниот оркестар од Тесалоники. Убеден сум дека ќе уживате во вечерашниот перформанс на хорот од музичкото училиште од Тесалоники. Музичко школа од Тесалоники, се скажете. Концертот се одржа во малата сала на Македонската филхармонија, а хорот на музичкото училиште во Солун настапи со разновидна програма и широк спектар на песни, од традиционална до модерна музика. Концертот се одржа на покана на грчката амбасада и во соработка со Солунскиот државен симфониски оркестар во рамките на програмата Балканска соработка и општата екстровертност на оркестарот. Во Музеот на македонската борба за самостојност вчера беше промовирана монографијата Врховистите и македонското револуционерно движење 1903-1905 на авторот Димитар Тодороски, магистер по историски науки и алумнус на Фондацијата Конрад Аденауер. Оваа монографија се роди како продолжение на моето научно истражување од моите магистарски студии, бидејќи е продолжение на мојата магистарска теза одбранета на 3 март 2023 година. Долги денови поминати во архив, долги денови поминати во подрумите на Институт на национална историја, во музеот овде, во Националната универзитетска библиотека, за на крај да се преточи во едно дело кое што
сакам да го споделам пред сите, затоа што мислам дека го тангира најклучното прашање за нашата македонска историја, која што е актуелно денеска и која што не спречува да влеземе во Европска унија, бидејќи нашиот источен сосед прави секакви обструкции, се со цел да се прифати нивниот наратив. Со ова дело сакам да придонесам кон македонската историографија, затоа што мислам дека некои работи стварно ќе бидат разјаснети. Се со цел и други историчари да го надополнат и да имаме некоја искрена национална линија. Со какви предизвици се соочивте во текот на истражувањето и создавањето на оваа монографија? Па највеќе беше лошите архивски оделенија, недостигот на ентузијазам кај вработените таму, недостигот на архивирање пред се, затоа што сите модерни држави, сите архиви ги имаат дигитализирано и електризирано, додека пак кај нас не е тоа така и многу спор иде. Тука сакам да се заблагодарам на Стојан Аврамовскиот архив, затоа што во неговата колекција има над 360.000 книги и тоа навистина многу ми помогна, дигитализирани книги кои навистина многу ми помогнаа да го проширам и да го подобрам моето дело и пред се сакам да се заблагодарам на мојот ментор, професор доктор Ванчо Ѓоргиев, кој што пристапот до неговата приватна архива направи исто така да имам потврди од повеќе извори за одредени теми кои што се случувале во минатото. Тоа е се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.